Гимназијата Гоце Делчев денеска го одбележа патрониот празник на училиштето. Делегации на гимназијата, локалната самоуправа, Советот на општина Куманово, политички партии и здруженија граѓани положија цвеќе пред бистата на патронот Гоце Делчев, а за празникот на училиштето, за успесите на државно и меѓународно ниво, за учениците на генерацијата говореше директорката Марија Тодоровска. Беа поделени и благодарници за најуспешните ученици од минатата учебна година: Илина Арсовска, Ива Додевска и Јована Лазаревска. Паралелно со одбележувањето на патрониот празник, успешно се реализираше и отворен ден, на кој идните средношколци имаа можност директно од сегашните гимназијалци да се запознаат со предностите на образовните подрачја што се изучуваат во гимназијата, но и со новините за следната учебна година, за прв пат паралелка на англиски наставен јазик. По повод 4. мај, денеска го одбележуваме нашиот патронен празник, кој оваа учебна година, би најавила како наредна учебна година, 45-46 започнува со работа, што значи дека учебната 25-26 ќе ни биде 80 годишнина од постоење на оваа институција. Оваа учебна година ние стартувавме со 770 ученика. Денешниот ден ќе биде и ден кога ќе се презентираме пред 9 оделенци, како отворен ден каде што ќе можат да се запознаат со сите новитети што ги имаме за наредната учебна година. И ќе продолжиме со билингвалната паралелка, учениците да можат да ја следат наставата на француски јазик, српската паралелка, кој што од година за година се повеќе и повеќе се зголемува бројот на заинтересираност, така да ги повикуваме и ги охрабруваме учениците кои што сакат да го следат на српски јазик по сите предмети, нели, наставата да ја следат. Пожелно е да се запишат во гимназијата, бидејќи ние сме единствена гимназија во целата наша држава, што имаме таква можност да им дадеме на учениците, а со тоа го олеснуваат и запишувањето на сите факултети во Република Србија, бидејќи издаваме двојазични свидетелства. Како една од новини што ќе стартува од оваа учебна година, тоа е англиската паралелка. Наставата ќе се следи на англиски јазик. Според законот е минимум 30% да се изведува настава, но ние сме подготвени со кадар да можеме наставата и во заинтересираност на учениците и 100% да ја изведеме наставата на англиски јазик. Освојуваме постојано награди не само на државно ниво и на меѓународно ниво и можам сега и да ги поздравам мојата екипа на ученици од ученички парламент кои што се пласираа во финале на државен надпревар. Моментално сега се наоѓаат и се презентираат пред собрание, а потоа заминуваат во кавадарци на финалниот надпревар и очекуваме резултати за да бидеме и најдобри во организацијата на работата на ученичкиот парламент. Ние го преследуваме подрачјето на англискиот јазик, поточно јазично-уметнички смер, подрачје А. Секако дека има повеќе смерови тука, лично сум напредна математички, но англискиот јазик верувам дека е потребен во сите струки, вклучувајќи ги и природните науки, медицината, правото и така натаму, и верувам дека доколку ние доколку повеќе имаме интеракции со други луѓе од различни нации, толку повеќе се развиваме за себе си како луѓе и како професионалци, и ово најдобро можеме да го направиме со користење на англискиот јазик. Англискиот јазик е значаен како интернационален јазик за разбирање, каде да отидеме да најдеме начин да се разбереме со сите. Затоа ни е потребно како да се стекнеме со комуникација со другите. Исто така мислам дека јас највеќе ме влече да учам странски јазици, таа некако насока, и мислам дека секогаш јазиците се најубаво нешто, средство за комуникација, и како прво и најубаво нешто да се поседува знаењето за повеќе јазици, бидејќи тоа те гради како човек повеќе да знаеш како да комуницираш со луѓе. Денеска сме во гимназијата Гоце Делчев во Куманово и на штантот по физика и јас ќе ви демонстрирам експеримент со кондензатор. Како што може да забележите, има појава на искри, што значи дека има прескокнување на електрони од еден на друг ионизатор. Следниот експеримент е со калем, калемова машина и струјно коло, каде што
што побрзо се врти ротаторот, има појава на електрицитет и свети светилката. Следниот експеримент е трансформација на светлосна енергија во механичка енергија. Како што може да забележите, се врти машината, што значи дека светлосната енергија од лампата се трансформира во механичка. Убава можност е да бидете дел од билингвалните паралелки. Билингвалната паралелка нуди можност за изучување на француски јазик 5 часа неделно, добивање на доживотен сертификат од познавање на француски јазик, студирање во Франција. Добра прилика е што во билингвалната паралелка, без разлика на подрачјето, можете да бидете дел од неја. Значи сите подрачја се дел од билингвалната паралелка.